Таму каде некогаш се слушаше джагорот и смејата на децата помешан со мирисот на шеќерна волна, повторно се раѓа надеж, а просторот од каде можеше да се види цело Скопје од панорамското тркало и каде секој мал чекор значеше радост, ќе заживее со нов сјај. Градските власти го најавија Скопскиот Луна парк, кој некогаш значеше символ на колективното детство на Скопје. Ветија дека повторно ќе им биде вратен на граѓаните. За неполни 2 години на местото зад мене, кое целото обраснато со трева, ќе бидат инсталирани панорамско тркало, пиратски бродови подморници. Градските власти уверуваат дека новиот Луна парк ќе биде изграден по сите европски и светски стандарди и дека ќе има атракции и содржини за сите генерации. На површина од 84.000 квадратни метри со простор за семејни прошетки, Луна паркот треба да стане место кое ќе ја оживее забавата во метрополата, која повеќе од 3 децении ја нема. Новиот Луна парк треба да донесе современи атракции за сите генерации, од рингишпили и интерактивни игри до зони со виртуелна реалност. Очекувањата на скопјани се големи. Едни со нетрпение посакуваат вистински забавен парк за најмладите, додека други се надеваат дека ветувањата овој пат ќе бидат реализирани. Може да има за деца да се радуваат, убаво е да постои. Па некои како од европските, да речем, да се доловат тука, да бидат. Ајде, Бјанка, ќе кажеш нешто? Сакаш Луна парк да има во Скопје? Како Гардаленд, што е? Може, убаво е? На рингишпил и соколички. Па, не знам, треба да има реквизити кои што прво би можело да бидат забавни, а потоа може да бидат и малку едукативни, не мора да значи дека само треба да лумпуваат кога ќе отидат таму. Па треба забава за децата да има нешто. Со воз. Со воз? Ете, на некоја луда железница. Дали ти недостасува Луна паркот во Скопје? Да. 3, 2, 4, 4, дали е тука Бојан Данчевски? И се. Дали ти фали Луна паркот во Скопје? Не сум била. Не си била? Не. А што не многу сакаш да има во Луна парк еден? Рингишпил. Рингишпил? Да. Кои играчки, колички? Не, за вртење тркала. Особено внимание градските власти ќе посветат на безбедноста и пристапноста. Просторот ќе биде комплетно приспособен за лица со попреченост, со најсовремени системи за надзор и прва помош. Проектот ќе се гради фазно, со јасно дефиниран буџет, транспарентна постапка и со искуство на домашни и странски компании. За градот ова не е импровизација, туку долгорочна инвестиција која ќе создаде место за забава и учење преку целата година. Луна паркот беше затворен во 2017 година во мандатот на Коце Трајановски, кога почна изградба на нов парк и беа купени неколку реквизити. Со доаѓањето на Петре Шилегов работите беа стопирани и беше најавен нов поголем, но и покрај распишани тендери и скапо платена италијанска студија. Проектот остана само на хартија.